Дуи и официјално ќе бидат главни во македонската влада, освен што Талат Џафери ќе биде премиер, а Артан Груби останува прв вице-премиер, ќе ги имаат и сите клучни ресори. Интегративците остануваат да раководат и со надворешни работи, финанси, економија, образование. Според Законот за техничка влада, на најголемата владеачка партија ќе и останат транспорт и врски, земјоделие, одбрана, култура и животна средина. Внатрешни работи и труд и социјала треба да им припаднат на ВМРО ДПМН. За Ковачевски не е ништо спорно што партија со само 13 пратеници ќе шефува во државата. Нема импровизации во тој дел. Таму е точно наведено. Министер за внатрешни работи, министер за труд и социјална политика, кои заменици министри стануваат дополнителни, така да таму е точно наведено. Ако почнеме да навлегуваме во процеси на импровизирање, тогаш веќе се става дамка на целиот процес. Ковачевски за Џафери дознал на само 10 часа пред одлуката да биде донесена во Мала Речица. Телефонски му ја соопштил лично Али Ахмети. Ден пред одржување на седницата на председателството на ДУИ, јас имав интервју за македонска телевизија, на која што кажав дека не сме разговарале. Меѓутоа, тоа не значи дека после моето интервју не сме разговарале и дента пред да се одржи седницата на председателство на Демократската унија за интеграција. Што значи дека да, јас со коалиционите партнери имам координација. Согласно договореното меѓу Ахмети и Заев пред повеќе од 3 години, премиерската позиција во оваа влада ќе има ДУИ, исто како и првата вице-премиерска. СДСМ ќе ги има вице-премиерите за економски и европски прашања, како и за добро владење. Во рацете на Алијанса остануваат здравство, информатичко општество и правда. Локална самоуправа останува на Ристо Пенов, кој што е од Либерално-демократската партија. Полицијата и труд и социјала треба да бидат во рацете на ВМРО ДПМН. 5 министерства ќе бидат во рацете на СДСМ, додека пак 4 носите и повеќе од атрактивни ќе бидат во рацете на ДУИ. Од најголемата опозицијска партија велат дека изборот на Џафери за премиер покажува дека СДСМ е малцински коалиционен партнер на ДУИ. Велат Талат Џафери е недостоен за функцијата технички премиер на владата, бидејќи во 2001 година дезертирал од армијата на Македонија, бидејќи го блокираше законот за македонските бранители. Од ВМРО ДПМН заклучуваат дека Ковачевски е само обична марионета и слуга во владата, а Ахмети е стопан, се што тој кажува премиерот само прифаќа.